civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господин Давидович, со смената на власта се чини дека се зголеми проактивноста на полицијата и на јавното обвинителство во гонење на говорот на омраза. Имаме неколку постапки кои што полицијата ги поведе изминатиот период, договорот во Преспа, случајот со ласкарци. Меѓутоа се чини и дека немаме никаков епилог. Барем кога зборуваме за онаа кривична материја, немаме никаква судска пресуда, не само изминативе години, туку воопшто правосудниот систем во Македонија нема судска пракса во однос на говорот на омраза. Колку на тој начин самите институции испраќаат порака дека човековите права се незаштитени во Македонија? Вака, многу ми е секогаш кога ќе каже некој проактивно делува власта за да се водат кривични постапки, ми е чудно и смешно и нешто што ја покажува не само состојбата со судството во Македонија, него воопшто и нашиот ментален склоп. Не е власта таа која треба да ги мотивира и да биде проактивна за институциите на системот да проработат. Токму тоа докажува дека институциите на системот долго време се заробени и се однесуваат некако клиентелистички кон власта, што е недозволиво. Не имаме закон, и добро го поставивте прашањето, што се случува со човековите права и со говорот на омраза, и не само тоа, него што се случува со институциите на системот, колку навистина функционираат и го почитуваат и применуваат законот. Не е законот да се примени само таму каде што се кражби и други можеби кривични дела, имаме токму кривични дела од оваа област, каде што до сега нема ниту една пресуда. Тоа покажува не само дека човековите права не се заштитени, но го испраќа уште полоша порака дека оние кои што ги навредуваат врз основа на расна, верска, национална и друга основа, нема да бидат санкционирани, па тој говор на омраза продолжува и ние сме свесни дека е многу присутен на сите социјални мрежи, но и во секојдневниот живот. За жал, тоа го прават и политичарите во своите говори, често пати повикувајќи ги широките народни маси на определени дејства или омраза кон определена група, дали е партиска припадност, дали е расна, верска и национална, што не е во ред. Ние последно време имавме буквално говор на омраза кон бегалците и кон мигрантите, без воопшто да се случи нешто и да имаме ситуација во која би можеле да го изразиме својот став, кој секако во секој случај не сме да биде таков, со говор на омраза и нетрпеливост. Кога зборуваме за говорот на омраза, имаат ли овие институции, полицијата, јавното обвинителство, самите суди, доволно познавање и воопшто од оваа материја, кога нели зборуваме дека воопшто и се нема судска пракса, како да се постапува обезбедување на докази во однос на носење на пресуда, повикување на пракса на Европски суд на човекови права? Пракса нема, за жал, но мислам дека има доволно механизми и инструменти да го сработат тоа и да го научат евентуално доколку немаат познавање во смисла на водење на постапка и донесување на пресуда. Вие сте свесни дека МВР располага со многу механизми и можност да открие сторители, и тоа го правеше и за големи предмети каде што не беше проблем некои работи да се утврдат и откријат, да се обезбедат докази. Прашање на волја на работењето за да се сработи определен предмет. Второ, имаме препорака и на Советот на министри каде што дефинира што е говор на омраза. Имаме членови во кривичниот закон кои точно дефинира што е недозволено дејствие во таков случај. Имате обвинителство кое што треба да си ја сработи својата работа и судот кој треба на предлог на обвинителството, кога ќе поднесе обвинение, да постапи да донесе судска пресуда каква и да е. Ако има докази да биде огласен некој виновен и казнен,
или да биде ослободен од обвинение затоа што немало доволно докази. Но за жал тоа не се случува. Не е прашање овде дали има можност, дали има познавање, дали има доволно материјали, имаме академија која што претендира дека ги обучува судиите, имаме Европски суд за човекови права и пракса кој сме должни да го примениме. Прашање е на волја да се применат законските одредби. Кога зборуваме за законските одредби, дали треба, например, нивно доуредување во одредена област? Знаеме дека 2 члена, мислам дека во законот дефинираат говорот на омраза. Дали законското решение е добро, па или дали тоа треба да се доуреди и да се допрецизира во одредени? Ние не сме, баш затоа што нема пракса, не можеме да кажеме дали е добро законското решение. По мене е во ред затоа што ги опфаќа сите облици на омраза, на говор на омраза, и може говорот на омраза да се подведе под ова, дури и ширење на ксенофобичен и друг материјал преку компјутерски систем, и тоа постои како кривично дело, така да мислам дека во мигове доволно за да може да се санкционира овој говор на омраза, но за жал нефункционирањето на системот, непрезимање на дејства и непокренување на постапки, толку многу го омасови да стана некако секојдневен дел на односот меѓу луѓето и на социјалните мрежи, но и во животот, и постојано имате навреди, карактеризирање, етикетирање и омаловажување. За жал тоа, повторно ќе кажам, го прават и политичарите, кои некако се во последно време мерило и мерка за луѓето, па гледајќи ги нив, луѓето често пати се осмелуваат на ист начин да реагираат, а особено кога нема санкционирање и нема казна за оно што го правите, апсолутно сметате дека е се допуштено. Вие гледате дека имаме во мигов полициски час, кој е многу сериозна работа, и имате стотина луѓе кои го прекршуваат. Тоа покажува колку ние не сме во состојба и немаме морални вредности и менталниот склоп ни е таков, веднаш нешто што мислиме дека не треба и не треба да се уведе, веднаш да го прекршиме. Самите рековте дека и на интернет просторот, социјалните мрежи, самите портали буквално се преплавени со говор на омраза. Од една страна, Агенцијата за аудиовизуелни медиуми реагира во однос на говор на омраза, меѓутоа контрадиционалните медиуми што до негде ги почитуваат етичките и професионалните стандарди, тука и не може многу да се забележи, меѓутоа интернет сферата никој не ја контролира. И сега кога имаме во случаи од обични граѓани со профили со лажни идентитети да го шират говорот на омраза, како е да се постапи во вакви случаи? Ке заглави постапката, можеме да го утврдиме сторителот? Може да се. Кои се правните механизми кои што може да се може да се утврди. Ја пак ќе ви кажам, па се враќаме на претходно што ви го кажав, прашање на волја и на желба на институциите, на вистина да се сработат својата работа за која се должни да работат. Значи, многу лесно вие ќе утврдите на Facebook, еве на пример, дури и со лажен профил, МВР има можности да утврди за која лично се работи. И да покрене кривична пријава, да поднесе до обвинителството, обвинителството понатаму да ја сработи својата работа и да подигне обвинение пред суд. За жал, тоа не го прават. Значи, потребно е да има неколку вакви случаи, навистина да се покренат и да се избуткаат, условно кажано до крај, за она казнување, воспитната, она генерална и специјална превенција на вистина да профункционира. Значи, да му се покаже на сторителот, не можеш на овој начин да се однесуваш, но и на другите да им се покаже, видите, ако продолжите вака, има санкции. Не е проблем на социјалните мрежи што се шири говорот на омраза, проблем е што не се санкционира тој говор на омраза и што си дозволува секој човек секого да навреди, да го окарактеризира на извесен начин погрдно, омаловажувачки и да го осуди поради неговата припадност најразлична, верска, национална, партиска, општествена, социјална, тоа е страшно.
И тоа само покажува на колку ниски гранки е нашето општество и воопшто колку е менталниот склоп на луѓето веќе донесен на едно ниско ниво, каде што се нема чувство на одговорност и чувство на некој братски однос, некој нормален однос на толеранција кон луѓето околу себе. Не сте сами на светов. Добро е што моменталнава ситуација за луѓето кои што можат и сакаат да размислат, ќе ни покаже дека навистина не можеме сами. Сите се затворени и сите... Мисли дека се разбуди чувството на емпатија? Јас се надевам, затоа што веќе луѓето гледаат дека без другите не е тоа животот, не си сам. Ти можеш да седиш дома, измудалуваш, ама немаш кафич, немаш кафана, немаш место каде што има други луѓе, каде што сакаш да излезеш и да се видиш, но се видиш на еден квалитетен начин, без навреди, без едноставно да има толеранција и да има соживот. Ние го забравивме тоа и некако времево ни држи лекција за тие што сакаат да научат, за тие што не сакаат, ќе се повторува истата ситуација. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.